Започнуваме со урбани вести на Прва Скопска. Добро дојдовте. Со воведувањето на задолжителната обврска за електронско пријавување на персоналниот данок од плати и пензии, УЈП ги збуни граѓаните. Повеќе објаснување околу оваа тема ќе ви прикажеме подолу во вестите. Сега следува генералната најава. УЈП не ги соопштува казните за нерегистрирање на персонален данок. Реконструкција на булеварот Партизански одреди во Влае. Лоцирани критичните точки кои се директни загадувачи на воздухот во Газибаба. Зголемен интересот за бесплатно приклучување на парно грејење. Изградбата на Луна паркот зависи од финансиските заштеди на градот. Град Скопје ја започна реконструкцијата на булеварот Партизански одреди. Градежните работи ќе се одвиваат на потек од мостот Обединети нации до кружниот тек со улицата Ацо Шопов во должина од 850 метри. Како што информираше градоначалникот Шилегов, за оваа намена ќе бидат издвоени околу 19 милиони денари. Започнаа градежните работи за реконструкција на булеварот Партизански одреди во населбата Влаево Карпош. Како што изјави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, ќе се реконструира на потек од мостот Обединети нации до кружниот тек со улицата Ацо Шопов во должина од околу 850 метри. Шилегов посочи за работите побрзо да се одвиваат и што е можно помалку да им се отежни движењето на граѓаните додека се врши реконструкцијата. Градежните активности се поделени на две фази и ќе ги вршат две различни компании. За реконструкцијата на булеварот Партизански одреди градот Скопје ќе издвои околу 19 милиони денари. На партизанска реконструкцијата ќе се изврши од двете страни. Една коловозна страна е широка 10 метри. Ќе извршиме и денивелација на шахтите, односно нивното порамнување, како еден од поголемите проблеми кои што се јавува во нашиот град, како и реконструкција на ивишњаците таму каде што е потребна. Шилегов додаде дека реконструкцијата на булеварот Партизански одреди е една од низата кои што се реализираат во овој период во насока на обезбедување побрз, побезбеден и поефикасен сообраќај во нашиот град. Претходно започна и втората фаза од потегот за изградба на булеварот Христијан Тодоровски Карпош во Бутел, како и реконструкцијата на улицата Ацо Шопов. Во Карпош ни се одвива реконструкција на улицата Лондонска и ќе започнеме со Братфордска во Кисела вода, поранешња Огњан Прица, сега Антон Попов, така што ни следи еден период во кој што ќе имаме целосна реконструкција на поважните, побитните улици во градот и онаму каде што се големи оштетувањата, и тоа нема да престанеме да го правиме, нити јас ќе престанам да го правам до крајот на мојот мандат, бидејќи скопјани заслужуваат да имаат улици без дупки, скопјани заслужуваат да имаат ефикасен, брз и безбеден сообраќај. Шилегов упати апел до сите учесници во сообраќајот да се придржуваат на привремениот сообраќајен режим, да ја почитуваат поставената патна сигнализација и брзината на движење, да ја приспособат на условите на патот, истовремено замолувајќи ги за разбирање во потешкотиите во одвивањето на сообраќајот до завршувањето на реконструкцијата. Во наредниот период ќе се врши засилен надзор на критичните точки кои се директни загадувачи на воздухот во Газибаба, а инспекцијските служби ќе ги употребат сите законски можности за утврдување на причините за загадувањето и нивно санкционирање. Ова беше договорено на работната средба што ја имаше градоначалникот Борис Георгиевски со заменик министерот за животна средина Јани Макрадули и раководителот на инспекторатот на град Скопје Мирослав Богдановски. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски оствари работна средба со заменик министерот за животна средина Јани Макрадули и раководителот на инспекторатот на град Скопје Мирослав Богдановски. На средбата се разговарало за загадувањето во Газибаба, како и за тоа дека веќе се лоцирани критичните точки кои се директни загадувачи на воздухот. Како што информираат од општина Газибаба, на средбата е договорено во следниот период да се врши засилен надзор на критичните точки, а
а инспекцијските служби заеднички да ги употребат сите законски можности за утврдување на причините за загадувањето и нивно санкционирање. Засилени заеднички контроли ќе имаат и комуналните редари со цел да спречат формирање на депонии, како и палење на истите. На средбата, заменик министерот за животна средина Јани Макрадули го информирал градоначалникот Георгиевски дека старата и нефункционална мерна станица ќе биде заменета со нова, со цел жителите на оваа општина во секое време да имаат информација за нивото на квалитетот на воздухот. УЈП ги збуни и исплаши граѓаните со воведувањето на задолжителната обврска за електронско пријавување на персоналниот данок од плати и пензии. На оваа новина најмногу реагираат пензионерите, но од УЈП велат дека лицата кои немаат пристап до интернет ќе можат да ополномоштат друго лице и во негово присуство да отидат на шалтер и да ја примат пријавата. Откако Управата за јавни приходи го представи новиот модел на пријавување данок, јавноста ја вознемирија неколку прашања и нејаснотии. Имено, за разлика од досега, кога обврска за пријавување данок има единствено лицата кои оствариле дополнителен приход покрај платата и пензијата. Од сега, оваа законска обврска ќе важи за сите. Но некако досега, кога со пополнета пријава се удеше во некој од шалтерите на УЈП, туку оваа обврска граѓаните ќе мораат да ја направат електронски. Ваквата новина најмногу ги исплаши повозрасните граѓани кои се недоволно запознати со начинот на електронско пријавување, а покрај тоа и не се во можност да ги користат интернет услугите на мобилните оператори. Со цел да се разјаснат нејаснотиите, денеска директорката на УЈП Сања Лукаревска одговараше на новинарски прашања, меѓу кои нагласи дека намерата на УЈП е да се намалат турканиците на шалтерите и да се олесни процесот на работа. За да им се овозможи и на пензионерите да ја исполнат оваа законска обврска, ќе бидат ангажирани и мобилни канцеларии, кои, како што рече Лукаревска, ќе бидат присутни и во најоддалечените села во Македонија. Ќе имаме исто така на располагање и мобилните даночни шалтери, кои што ги стигнат до секое најоддалечено место во нашата држава. Плюс на сето тоа, тука се и нашите даночни службеници, вработените во Управата за јавни приходи, кои што ќе бидат отворени за секаква соработка, секакви прашања и одговори. Нашата интенција не е, ако некој не биде регистриран, веднаш да го казниме. Доброволно ќе направиме да дојде овде кај нашите вработени на шалтерите или ние додиме кај него преку мобилните даночни шалтери и врз основа на тоа да не дозволиме никој да не биде иземен, а врз основа на тоа да го има предизвикот да биде регистриран во овој нов систем. Раководителката на секторот за регистрација и утврдување данок Ивана Дончевска рече дека лицата кои немаат пристап до интернет или од други причини не се во можност електронски да се регистрираат, ќе можат да ополномоштат друго лице и во негово присуство да отидат на шалтер и да ја примат пријавата. Значи, доколку нема интернет, постојат начини, односно предвидени се варијанти каде што лицето може да овласти друго лице во негово име и за негова сметка да ја потврди или коригира годишната даночна пријава. Ако двете лица дојдат во Управата за јавни приходи, тоа нема да има никаков трошок дополнителен за лицата. Ако дојдат двете лица, значи со своја идентификација во просториите на УЈП или во контакт со службено лице од УЈП, значи самото лице може да утврди волјата на двете странки во поставката. Доколку се двајцата присутни, едниот каже дека, например, татко и син, таткото кажува дека сака синот во негово име да го користи профилот кој што ќе биде креиран на персонален данок, во тој случај целата обврска како ополномоштено лице се пренесува на синот. За тие што нема да ја испочитуваат законската обврска за регистрирање на персонален данок, ќе следуваат парични казни, но директорката на УЈП не сакаше да каже во која висина. Постои казна, да. Меѓутоа, реков ми кава е казната? Законот пишува. Да збориме за убави работи, да не зборуваме за казни, ако може.
И оваа сезона скопјани ја поминаа без Луна парк, но дали следната сезона ќе имаме Луна парк зависи од финансиските резултати на градот. Градоначалникот Шилегов е оптимист дека поради заштедите кои ги имаат направено од разликата во цените за извршување на основните градежни работи, ќе има повеќе средства за проекти и за Луна паркот. Луна паркот беше срушен и се набавени само 7 реквизити. Оваа сезона немаме Луна парк и јас размислувам за целосно нов концепт на Луна парк. Тоа би било партнерство на градот со заинтересиран понудувач. Доколку не успееме да дојдеме до таа позиција, тогаш ќе го модифицираме постојниот проект на Луна паркот и за наредната сезона скопјани да може да имаат Луна парк. Преку 1 милион евра градот има потрошено на партерно уредување на постојната локација. Ако не успееме да го направиме на партнерски однос, тогаш поради почита кон парите на граѓаните, ќе мора да имплементираме нешто на постојната локација, изјави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов во интервју за МИА. Околу стопираната изградба на Луна паркот имаше доста критики и негодувања, а во еден наврат беше соопштено дека парите предвидени за Луна паркот ќе бидат пренаменети за изградба на новата улица која треба да ги поврзе аеродром и Газибаба преку Керамитница. Го прашавме градоначалникот дали изградбата на улицата ќе влијае на изградбата на Луна паркот. Шилегов рече дека со финансиската заштеда која има направено откако е тој градоначалник и со разликата за извршување на основните градежни работи, може многу повеќе да се реализира од претходно планираното, вклучувајќи го и Луна паркот. Разликите во цени кои што ги постигнуваме за извршување на основните градежни работи, кои што верувајте се фрапантни. Сето тоа ми дава за право да бидам оптимиста дека градот ќе има финансиска можност да реализира дури и некои работи повеќе од оние за кои што сме зборували, кои што сме ги планирале, вклучително и Луна паркот, меѓутоа полека го вадиме градот од зоната на планирање во зоната на имплементација. Како започнуваме со имплементација, така веќе и ги завршуваме постапките, така веќе можеме да зборуваме за определено стабилизирање на финансиската состојба и реализација меѓу другото и на Луна паркот. Како што посочи Шилегов, во оваа фаза приоритет било финансиски да се консолидира градот, за потоа да може да се разговара за еден помодерен и поубав план за изградба на Луна паркот. Реконструиран преминот на железничката пруга на влезот во Илинден. Како што информираат од општината, оштетувањето е направено поради големата фреквентност од автомобили на локалниот пат, кој представува и главен влез во населбата. Општина Илинден во соработка со Македонски железници АД Скопје извршија санација и реконструкција на преминот на железничката пруга на влезот во населба Илинден. Од општина Илинден информираа дека поради големата фреквентност на патничките возила и сообраќај кој се одвива по локалниот пат, кој представува и главен влез во општина Илинден, се придонесе преминот на железничката пруга значително да се оштети и представуваше проблем во одвивањето на секојдневниот сообраќај. Со активностите покрај промената на подлогата на преминот и асфалтирање на истиот, се изврши и санација и зајакнување на шинската инфраструктура на преминот. На овој начин се придонесе за подобрување на условите и зголемување на безбедноста на учесниците во сообраќајот, информираат од општина Илинден. Општина Бутел организира акција за чистење по повод Светскиот ден на чистење 15 септември. Во текот на утрешниот ден од 8 до 10 часот вработените во општинската администрација ќе ја чистат околината на општинската зграда, а учениците ќе чистат во сите 7 основни училишта на територија на општина Бутел. По повод Светскиот ден на глобалното чистење 15 септември, утре општина Бутел ќе организира акција за чистење. Акцијата ќе се одржува од 8 до 10 часот, а во неа ќе учествуваат вработените од општинската администрација, кои ќе ја чистат поблиската и пошироката околина на општинската зграда, околу паркот, околу амбулантата, споменикот и паркот, паркинзите, пазарот, училиштето, градинките, трговскиот центар и така натаму. Од општината информираа дека во текот на утрешниот ден акции за чистење ќе бидат одржани и во сите 7 основни училишта на територијата на општина Бутел. Оваа општинска акција е дел од националната акција за чистење на отпадот, која има за цел да ја подигне свеста кај граѓаните на нашата општина и држава за правилно управување со отпадот, како и да
се развијат механизми за поддршка на граѓаните, општините и други застегнати групи за подобро и полесно да се справат со неорганизираното и незаконско фрлање на отпадот, соопштија од општина Бутел. Овие активности се во пресрет на Светскиот ден на чистење кој ќе се одржи на 15 септември, кога милиони волонтери во мрежата од 150 земји ќе се обединат да го исчистат светот во еден ден. Удобни седечки гарнитури од најновите трендови и дизајни од линијата на Natuzzi Edition, светскиот бренд број 1, од сега се достапни на поголем изложбен простор на површина од 1300 метри квадратни во новиот салон на Кристина Дамил на излезот во Ѓорче Петров. На површина од 1300 метри квадратни на излезот од Ѓорче Петров, вчера вечер се отвори новиот салон за мебел на Кристина Дамил, во кој ќе бидат изложени производи од врвни брендови. Во објектот, кој ги доби највисоките оценки од брендовите, во моментов има производи од Natuzzi Edition, како проеден бренд, Калигарис и Его Италија. Но и во останатиот дел од објектот, кој е со вкупна површина од 2600 метри квадратни, ќе бидат изложени внимателно одбрани производители, кои нема да бидат конкуренција на сегашните. Овој објект за Кристина Дамил, за нашата компанија, представува како врв на нашиот успех и како докажани трговци во трговијата со мебел на подрачјето од нашата република. Ја добивме довербата од познати европски, светски брендови. Во моментов се застапени само 3 бренда кои ние ги договоривме. Тоа е водечкиот Natuzzi Edition, Natuzzi, потоа Калигарис, кој е врв во производството на столици, трпезарески маси, клуб маси и комоди во светот, исто како и Natuzzi, и не помалку познат Его Италија, кој има огромно производство на југот на Италија и во моментов е еден од најголемите извозници на Руската Федерација. Natuzzi е познат бренд по кожни гарнитури и во моментов е број 1 бренд во светот, а овој салон во Скопје, во кој е изложена програмата Natuzzi Edition, е најголем во Европа. Повеќето гарнитури од овој бренд се со релакс механизми кои нудат удобно седење и убав дизајн, а цената се вклопува со квалитетот кој го нуди Natuzzi. Брендот Natuzzi Edition веќе 2 години може да се најде во салонот за мебел на Кристина Дамил, а благодарение на успешните резултати, од сега и на многу поголем простор и со повеќе изложени производи. У Македонија сме веќе 3 години на тржиште. Во Македонија сме веќе 3 години. Почнавме со Кристина Дамил пред 2 години во помал салон во центарот на градот и благодарение на успешни резултати вечерва успеавме да дојдеме до околу 1000 квадрати продажно место, каде што повеќето наши модели се изложени и каде што имаме професионални лица, тренери да може да ги презентираат и предложат најдобрите гарнитури за секој клиент. Сигурни сме дека Кристина Дамил како представник на Natuzzi Edition во Скопје ќе има фантастични резултати, како што веќе покажаа во изминатите 2 години. Сигурни сме дека ќе одиме понатаму. Приказната за Natuzzi Group почнува од 1959 година, кога Пасквале Natuzzi, денешен председател и водечки дизајнер, отвора мала работилница во која се изработувале фотели и гарнитури за локалниот пазар. 45 години подоцна, Natuzzi Group е светски лидер во производство на кожни и штофени гарнитури и најголем производител на мебел во Италија. Од 1993 година па до денес, Natuzzi ги дистрибуира своите производи во 163 земји и во над 1000 салони. Се поголем е интересот за бесплатен приклучок на парно грејење во Скопје. Од Balkan Energy Group информираат дека од почетокот на акцијата досега се пристигнати вкупно 270 барања за приклучок. Споредено со истиот период од минатата година, интересот е зголемен за 50%.
Од Балкан Енерджи Груп информираат дека кај жителите на Скопје има се поголем интерес за бесплатно приклучување кон системот за централно грејење како кај домаќинствата, така и кај правните лица. Од почетокот на акцијата во август годинава пристигнати се вкупно 270 барања за приклучок. Споредено со истиот период од минатата година, интересот за приклучување кон системот за централно грејење е зголемен за над 50%, велат од БЕК. Според нив тоа се должи на повеќе годишното подобрување на квалитетот на услугата и намалувањето на цената, која во периодот од 2013 до 2018 година вкупно се намали од 33 до 66% во зависност од категоријата на потрошувачи. Потрошувачите имаат и дополнителна поддршка преку услугата Мој сервис. Стручните екипи на Мој сервис досега направиле преку 4000 интервенции. Најчести интервенции се приклучување кон системот за централно грејење, замена на грејни тела, интервенција на вертикалната инсталација во зградите, прочистување и увид во внатрешната инсталација, нагласуваат од БЕК. Акцијата за бесплатен приклучок трае до 15 септември годинава, а од 16 до 30 септември корисниците ќе плаќаат 50% од предвидените трошоци за оваа услуга. По 1 октомври приклучувањето ќе се наплаќа во целост согласно важечкиот ценовник. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре без електрична енергија ќе останат неколку скопски општини. Станува збор за општините Бутел, Аеродром, Карпош и Кисела Вода. Дел од корисниците од улиците со броевите 52, 48 и 50, патот за село Љубанци, улиците Радишанска 18, 28, Бутелска 20 и 46 и околината на општина Бутел, утре од 8:30 до 14 часот и 30 минути ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 9 до 11 часот и 30 минути без струја ќе бидат и објектите со број 2, 4 и 6 од улицата Блажо Орландиќ во општина Аеродром. Од 9 до 12 часот дел од улицата Ванчо Мицков во општина Карпош. Од 8:30 до 11 часот сите објекти во поранешна стаклара, Нас Газ, Ба Компани, сите мали и големи потрошувачи во склоп на стаклара, сите објекти на булевар Борис Трајковски што се напојуваат од трафостаниците сопственост на поранешна фабрика стаклара во општина Кисела Вода. А од 8:30 до 10 часот дел од селата Раовиќ, Паничари, Ласкарци и Буковиќ. Како што информираат од Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето планирани технички зафати во дистрибутивната мрежа од страна на екипи на Евана Македонија АД. Денеска во Македонија имавме сончево време со умерена облачност и со слаб до умерен североисточен ветер. И во Скопје слично време, сончево со слаб умерен североисточен ветер. Температурата достигна до 29 степени, а утре се очекува да достигне до 30 степен. В сабота температурата ќе се движи од 15 до 30 степени, недела од 14 до 30 и понеделник од 14 до 31 степен. За наредните денови метеоролозите велат дека ќе преовладува период на стабилно и суво време со благ пораст на дневната температура. И уште една информација пред крајот. Со темната приказна раскажана на забавен начин, еден од најпознатите вознемирувачки филмови на режисерот Вуди Ален со наслов Ирационален човек ќе започне филмскиот викенд на отворено во градскиот летен парк. В петок на големото платно во градскиот парк ќе биде прикажан визуелно спектакуларниот филм Големата убавина од режисерот Пауло Серентино. За сите љубители на филмот, филмските вечери започнуваат во 20 часот. И ова беше последната информација за урбаните вести. Вие и понатаму следете не на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.